Младиот Стивен Ивановски е меѓу загинатите во пожарот во швајцарскиот бар. Негова блиска роднина за Сител потврди дека по неизвестноста и потрагата низ повеќе европски болници. ДНК анализата потврдила дека 16-годишниот Стивен не успел да се спаси од огнената стихија. Тој е меѓу четворицата засега идентификувани од швајцарската полиција. Останатите се две девојчиња на возраст од 21 и 16 години и уште едно момче од 18 години, сите швајцарски државјани. Истовремено потврден е идентитетот на 113 повредени лица. Меѓу нив има 71 швајцарец, 14 французи, 11 италијанци, 4 државјани на Србија и по еден од Босна и Херцеговина, Белгија, Луксембург, Португалија и Полска. Бројот на загинати се проценува на 47, а над 120 се повредени. 50 од нив се префрлени во болници во други европски земји на специјализиран третман. Помош понуди и Македонија, но од Министерството за здравство вела дека од швајцарските власти добиле одговор дека во овој момент се фокусираат на поддршка и капацитети од соседните земји и земјите одговорното подрачје на повредените. Понудената помош што Министерството за здравство ја стави на располагање се однесува на упатување на тројца хирурзи од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, со искуство во третман на изгореници, согласно конкретните потреби што би ги утврдила Швајцарија, како и можност за болнички третман на тројца пациенти на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, велат од здравство за Сител. Премиерот Мицкоски изрази сочувство до семејствата на загинатите. Остануваме на линија, министерот Моцунски е на линија, јас исто имав со високи државни представници од Швајцарија телефонски разговор со амбасадорот тука во Македонија. Тоа што можев да го кажам им го пренесов од нашето искуство, дека е многу значајна брзата реакција и одредувањето на приоритети, посебно кај повредените и нивна дисперзија, затоа што не велам дека здравствениот систем во Швајцарија не може сето тоа да го прифати, но тоа представува еден вид и шок и за самите медицински лица наеднаш кога ќе се упатат околу 150-200 така тешко повредени. Кога ги гледав тие сцени се присетивно на утро што се случуваше тука во март месец во Кочани. Така што еве моје сочувство до настраданите и што побрзо опоравување на повредени. Прелиминарната истрага покажа дека до пожарот дошло поради пиротехника поставена на шишиња шампањ, кои биле доближени до таванот обложен со звучна изолација од лесно запаллив материјал. Сведоци раскажуваат дека во барот имало многу малолетници. Контролата на влезот и безбедноста била слаба, а обезбедувањето не реагирало соодветно кога бил пријавен пожарот. L'issue de secours, moi j'ai dû en fabriquer une moi-même en cassant une vitre. Mais il n'y avait aucune lumière de exit comme il y a écrit. Il y avait rien d'écrit. Puis c'était vraiment, il y avait tellement de fumée qu'on voyait rien. Puis il y a la moitié des gens qui s'étouffaient en même temps. C'était des personnes jeunes, hein, on parle d'adolescents. Il y avait beaucoup d'adolescents. Et on en a qui, oui, ils font pas forcément attention à l'âge ici. Ils nous disent ouais vous êtes majeurs, mais il y en a plein qui le sont pas. Et puis on en connaît des plus jeunes que nous qui sont malheureusement partis avec parce que les gens n'ont pas fait attention. Il n'y a pas eu assez de, je pense que la sécurité a été très mal gérée ce soir-là, parce qu'il y a des videurs, oui, mais ils font pas forcément très bien leur travail. Quand on a crié au feu, ils sont rentrés dedans juste pour voir où était le feu, et puis eux-mêmes sont partis après. C'était catastrophique. Собственикот на барот во изјава за швајцарски весник рече дека е длабоко потресен, а од шокот ниту јадел, ниту спиел. Тој и неговата сопруга биле сослушани само како сведоци. Тамошното обвинителство отвори истрага и засега нема осомничени. Ке се проверуваат безбедносните мерки, бројот на гости и условите во барот. Оваа трагедија се смета за една од најтешките во поновата историја на Швајцарија. Мартин Арсов, Сител телевизија.